Поштовани гледачи, добро дојдовте во дневникот на телеканал А1. На почеток најава на делот содржините. Струмица ја одбележа 61-та годишнина од реаѓањето на трагично починатиот председател Борис Трајковски. Свежо цвеќе пред неговиот споменик. Утре почнува меѓународниот филмски фестивал Астерфест. Во 5-те фестивалски дена љубителите на седмата уметност може да уживаат во 40 краткометражни филмови презентирани на ова 13-то издание. Муслиманските верници го слават Рамазан Бајрам, честитки од државниот врв и од градоначалниците. Денеска се навршуваат 61 години од раѓањето на трагично загинатиот председател на Република Македонија Борис Трајковски. По тој повод на гробот на председателот Трајковски во алејата на Великаните беше положено свежо цвеќе од делегација предводена од градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски. Свежо цвеќе положија и представници од сите основни училишта од општината, повеќе невладени организации. И Струмица го одбележа денот на роденденот на сограѓанинот председателот Трајковски со свежо цвеќе и со свечена реч пред споменикот Македонија. Делегации на општината, на политичките партии и граѓани му дадоа почит на Трајковски. Радосни беа стреите во куќата на Гонце и Кирил Трајковски, а имаше и зошто. Им се родија два сина близнаци, најпрвен Борис, а 2 часа потоа и Александар. Кој би можел тогаш да предпостави дека првородениот од близнаците ќе испишува светли страници во македонската историја? Дека името Борис Трајковски ќе стане синоним за родолюбец, боголюбец и човеколюбец. 25 јуни 2017 година. Стоиме простум пред споменикот Македонија, подигнат во негова чест за да ја одбележиме 61 годишнината од раѓањето на вториот председател на Република Македонија и наш сограѓанин Борис Трајковски. Да не пишуваше животот чудни сценарија со трагични расплети, веројатно сите ние би биле во состојба да го допреме совршенството, живеејќи ги нашите животни епизоди по редоследот кој секој од нас би го посакал. Да беше така, денес еден човек, мирен по табијат, немирен по дух, голем по идеали и скромен по практицирањето на својата животна филозофија, најверојатно во кругот на своите најблиски, на себе својствен начин, ќе го одбележеше својот 61 роденден. Бидувајќи среќен што на својата зрелост придодава уште една година. За жал, реалноста е поинаква. Веселото момче од струмичките сокаци, гимназијалецот, правникот, верникот, семејниот човек, политичарот, заменик, министерот, председателот, влюбеникот во Македонија и човекот Борис Трајковски не е веќе суштински дел од нашето денешно битисување. Но без друго во тоа битисување тој остави своји неизбришливи траги. Во тоа име изградивме скромен мост и го крстивме по него, за да се знае дека Борис Трајковски ја имаше надареноста и човечноста да гради мостови на пријателството. Го кренавме и споменикот Македонија, за да се знае дека Борис Трајковски и Македонија се две нешта кои функционираа во своевидна љубов и симбиоза. Може да сториме така слични неброени материјални добра кои символично ќе зборуваат за едно осведочено постоење и делување, но фактички ништо како да не сме сториле доколку секој струмичанец и македонец не успее да изграде паметник на Борис Трајковски во своето срце. Се разбира, тој паметник од спомени како невидлива нишка од историјата нашинска ќе треба секој несебично да го пренесува на своите потомци. А на граничните премини денеска беше намалена фреквенцијата на возила за влез и за излез од Македонија, каде што се чекаше не подолго од половина час, општија од Автомотосојузот на Македонија. Отаму информираа и дека сообраќајот на државните патишта се одвива по суви коловози. Синоќа само до 13 часот преку граничниот премин Богородица излегле над 10.000 граѓани. Што се несува пак до интензитетот на сообраќај, како што споменавте и вие, секако се очекува зголемен интензитет на сообраќај, особено кон туристичките центри во Република, како и на граничните премини, особено Богородица и Табановци, каде во текот на утринските часови веќе е зголемен интензитетот на сообраќај, задржувањата се негде околу 60 на минути и се очекува
поинтензивен ваков сообраќај во наредните уште неколку часа, значи негде до 12 часот поинтензивен сообраќај како на овој граничен премин, така и на Табановце. На преостанатите премини во моментов задржувањата не се подолготрени од 15 до 30 минути. А Институтот за јавно здравје на Македонија апелира до граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури поради тоа што земјава е зафатена од жолтата фаза. Се препорачува до граѓаните заштита од директно изложување на сонце, избегнувајќи излегување надвор од 11 до 17 часот, да се носи лесна облека, заштитни очила и капа, да се консумира лесна храна и пијалоци, особено треба да се обрне внимание на подготовката и конзумирањето храна, како и да се избегнат термички неприпремени производи или пак како на пример мајонез од домашни јајца и внимателно да се конзумира сладолед и разни кремови. Потоа да се внесува поголема количина течност, најдобро обична вода, а да се избегнуваат алкохолните пијалоци. До граѓаните се препорачува за време на овие многу топли денови да останат во затворени простори и главно климатизирани, а кога имаат потреба да бидат надвор во овој временски период, да најдат можност да почести одмори под сенка. Најзасегнати пациенти од покачувањето на температурите се болните со хипертензија, срцеви болести, бронхијална астма, хроничен бронхитис, обструктивна хронична пнеумонија, диабетес, тиретоксиоза, инсуфициенција на бубрези, ментални и нервни болести како Паркинсонова, Алцхајмерова болест, шизофренија, деменција. Можни се гастроинтестинални инфекции, како и труење со храна. Инфекциите од храната се предизвикуваат од салмонела, шигела, како и поради ниска лична хигиена од јадење, неприпремен зеленчук, неподготвена или неправилно конзервирана храна од месо, јајца, салами, морски плодови, млеко, салати. Труењата поради храната доаѓаат од прехранбените производи со токсична содржина на стафилококус и паразити. Труења се случуваат од употреба на храна со поминат род храна, што е неправилно приготвена или неправилно стоплена. Топлото време го зголемува и бројот на здравствените прегледи во здравствените установи во земјава. Председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов по повод големиот муслимански празник Рамазан Бајрам упати честитка до поглаварот на исламската верска заедница во Република Македонија Реисул Улема Хаџи Сулјеман Ефенди Реџеп, до членовите на ријасетот на исламската верска заедница и до сите припадници на исламската вероисповед во Република Македонија. Почитуван Реисул Улема Хаџи Сулјеман Ефенди Реџеп, дозволете ми вам лично, на членовите на ријасетот, муфтиите, имамите и на сите граѓани од исламска вероисповед во Република Македонија да ви упатам честитки по повод празникот Рамазан Бајрам. Рамазан Бајрам е еден од двата најзначајни исламски празника. Тој го означува крајот на едномесечниот пост и го слави духовното и телесното прочистување. Следните 3 дена светиот месец ќе се слави во кругот на семејството и блиските. Овој месец е познат и како месец на добрина, милост, солидарност и простување. Мисли и заложби на сите нас подеднакво, бидејќи воздржаноста од лошите мисли и духовното воздигнување се универзални човечки вредности. Во духот на празникот ви упатувам честитки со желби за лична среќа и духовен мир, а на сите припадници на исламската вероисповед во земјата им посакувам благосостојба, љубов и берекет. Честите Бајрам, Бајрам Мубарек, се вели во честитката од председателот Ѓорге Иванов. И председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев за празникот Рамазан Бајрам упати честитка до поглаварот на исламската верска заедница Хаџи Сулјеман Ефенди Реџепи и до граѓаните што го чествуваат празникот. Во честитката пишува: Го честитам големиот празник Рамазан Бајрам на вас, на членовите на исламската верска заедница и на сите граѓани што го чествуваат празникот во име на владата на Република Македонија и во мое име. Светите празници како што е Рамазан Бајрам носат голема духовна сила која што ја зајакнува вербата на луѓето во доброто, вистината, правдата и поттикнува желба за меѓусебна почит, разбирање, солидарност. Ова се вредности што водат кон спокоен и среќен живот. А човекот може да биде вистински спокоен и среќен ако живее во општество на спокојни и среќни луѓе. Затоа, почитувани сограѓани, да продолжиме заедно по патот што го избравме здружено и единствени. Почнавме да градиме едно заедничко општество за сите граѓани со еднакви шанси за секој и знам дека заедно ќе успееме да обезбедиме квалитетен живот за сите нас.
Бидете честни и одговорни граѓани кон себе, кон своето семејство и кон државата. Нашата заедничка иднина е во економски напредна и просперитетна Македонија. Во неа заедно вложуваме и заедно ќе успееме. Честите Рамазан Бајрам, почитувани сограѓани, напиша премиерот Заев во честитката за празникот. А честитка по повод Рамазан Бајрам до муслиманските верници испрати и градоначалникот на општина Василево Ванчо Стојанов. Почитувани мои сограѓани од муслиманска вероисповест, Рамазан представува сила на секој верник. Месец во кој секој би требало да го отвори срцето како би можело во него да влезе светлината на верата која ќе ја води само кон создавање нови дела. Празникот Рамазан е најдобра можност да се сврти нова страница во животот, нова страница во заедницата и општеството во кое живеете, но и добра можност да бидете посебни еден кон друг во семејството, но и кон самите себе. Нека овој празник ја зајакне верата, зајакне љубовта во семејствата и да направите дела кои ќе бидат патоказ и знак за другите да прават уште подобри дела. Дозволете ми од моје лично име, но и од името на нашата и ваша општина Василево да ви упатам честитки по повод почетокот на најсветиот месец Рамазан и да ви посакам деновите на овој свет месец да ги поминете во мир и благосостојба во вашите семејства и домови. Нека овој празник биде поттик за зачувување на универзалните вредности, за мир, благосостојба, за меѓусебно помагање и почитување на човечките вредности кои ќе придонесат за подобро утре и наша заедничка светла иднина. А утре во Центарот за култура Антон Панов во Струмица со доделување на наградите на годинешните лауреати Джеки Шепард и Коле Ангеловски ке започне 13-тото издание на меѓународниот филмски фестивал Астерфест, кој годинава се одржува под мотото меѓу фактот и фикцијата. 13-тото издание на Интернационалниот филмски фестивал Астерфест ќе се одржи од 26 до 30 јуни во Струмица под мотото меѓу фактот и фикцијата. И овој пат фестивалската програма на Астерфест изобилува со вровни актуелни филмски остварувања од целиот свет. Ќе имаме можност да проследиме 40 врвни, ексклузивни, кусометражни филмски остварувања и еден долгометражен играфилм. Сето тоа ќе биде делумно ставено во таа компетиција во надпреварувачкиот дел. Тричленото жири, меѓународното жири веќе е конституирано и тие ќе одлучуваат за златната, сребрената и бронзината потковица на крајот од фестивалот и секако оние филмски сеанси, дружења, запознавања, отворење на некои нови перспективи кои што ќе се случат не само овде во Центарот за култура, туку и во манастирот во Велјусе, каде што ќе имат евреополски филмски беседи и астер портрети во чест на лауреатите. Британската продуцентка Джеки Шепард и македонскиот актер, режисер и сценарист Коле Ангеловски се годинашниве лауреати на 13-тото издание на Интернационалниот филмски фестивал Астерфест. Филмот е предизвик, филмот е на некој начин ново видување, нешто што отвора нови видици, нови визии. Сметам дека сите овие филмови се на некој начин новитет, освежување за нас, за мислам на фестивалската публика, кое што ќе допатува не само од други градови во државата, туку и од повеќе држави од светот, ќе внесе една свежина и на некој начин ќе продолжиме оваа традиција како и претходните, впрочем, 12 филмски изданија, да најдеме третман, да најдеме адекватно место за промоција на кусометражната филмска форма. Организаторите на Интернационалниот филмски фестивал Астерфест се надеваат дека оваа година ќе ги надминат своите очекувања. Цртајќи на различни теми, учејќи многу ликовни техники, а инспирирани од секојдневието, голем број деца учествуваа на летната ликовна школа која ја организираше Пионерскиот дом од Гевгелија. Традиционално, како и секоја година, Пионерскиот дом од Гевгелија и годинава ја организираше двонеделната летна ликовна школа за време на училишниот летен распуст. Големиот број на пријавени деца од 7 до 15 годишна возраст се пример како треба да се негува ликовната култура уште од најрана возраст во градот Гевгелија. Децата се запознаваат со
сликарските техники, цртачките техники и како акварелот, како темпера, беа во посета на изложба, беа во посета на Народниот музеј Гевгелие, така да целта е да се подигне нивото на култура и да се воспостави едно повисоко познавање на основните естетски вредности. Децата понесени од боите, но и од идеите и љубовта, ја споделија радоста создавајќи цртежи за весело и среќно обоено лето со нивниот ликовен уметник Мирјана Крстева-Масети. Делата од оваа летна ликовна изложба ќе бидат изложени во малата сала во Народниот театар во Гевгелија од 27 јуни. Бодибилдингот е атрактивен спорт во денешно време кој бара многу посветеност, време и труд. Радовишанецот Томе Даневски од 1984 година активно се занимава со овој спорт и како што вели најмногу поради предностите кои ги нуди. Бодибилдингот е спорт кој бара познавање од повеќе области, вели радовишанецот Томе Даневски, бодибилдер, чии почетоци во овој спорт датираат уште од далечната 1984 година. Според него потребно е да се знае многу за тоа каква исхрана и какви тренинзи треба да се комбинираат за да се постигнат посакуваните резултати. Сепак е ова спорт кој бара познавање, суштина од повеќе области, значи не е само физичкиот пристап на кревање на тежина, тука потребно е да се познава храната, потребно е да се познава системското пристапување на тренинг за да се избегнат повреди, значи соодветно загревање, соодветно распоредување на концептот на тренинзи, неделен распоред на тренинзи и сето тоа вклопено во една целина, носи прогрес и резултат. Неговата упорност и посветеност кон бодибилдингот му овозможиле да учествува на повеќе надпревари кои му донеле значителни достигнувања, кои како што вели се од голема важност за него, но и му послужиле како мотивација. Активно учество на неколку надпревари од тогашните југословенски рамки на кои имам забележителни резултати во тогашните простори. За да 88 година бидам вице шампион на Македонија во мојата категорија и после студиите во периодот кога се запишав на првиот факултет што го завршив, се да речем преориентирав во инаков спорт, односно втор мој спорт е се боречките вештини. Даневски вели дека неговите 47 години не го спречуваат да тренира и по 4 часа дневно, што му дава дополнителна енергија и виталност на неговиот организам. Тој ги советува младите, но и сите оние кои сакаат да се занимаваат со овој спорт, да бидат упорни и да не се откажуваат. Во продолжение на дневникот следуваат вестите од светот. Повеќе од 3,4 милиони албански граѓани со право на глас денеска ги избираат новите 140 пратеници во парламентот на Албанија. Иако во единствениот избирачки список во кој се регистрирани 3.451.896 гласачи нема некои поголеми измени споредено со изборите во јуни 2013 година, сепак реалното гласачко тело е многу помало поради големиот број граѓани кои се во емиграција. На овие избори првпат своето право на глас треба да го остварат 136.239 лица. Како последица на законот за лустрација, првпат право на глас немаат 1367 затвореници. Се гласа во 12 изборни единици на 5362 гласачки места, а изборите ги наблюдуваат 5351 наблюдувач, од кои 896 се од странски наблюдувачки мисии. На изборите учествуваат 18 политички субјекти со вкупно 2666 кандидати кои ќе се тркаат за новиот состав на албанскиот законодавен дом. Главната битка ќе се води меѓу трите најголеми политички партии: Социјалистичката, Демократската и Движењето за социјалистичка интеграција. Партијата на македонците, Македонската алијанса за европска интеграција на овие избори е во коалиција со ЛСИ на новиот албански претседател Илир Мета. Во изборната единица во Корча на кандидатска листа е Васил Стериовски, генерален секретар на Македонската алијанса за европска интеграција и познат активист за правата на македонците.
Во Јемен, земја разурната од војна, регистрирани се над 200.000 случаи на колера, од кои поголемиот број се деца, соопштија Обединети нации. Директорите на УНИЦЕФ и на Светската здравствена организација Ентони Лейл и Маргарет Чан предупредија дека тоа е најголемата епидемија на колера во светот. Тие посочија дека секој ден во Јемен просечно се регистрираат по 5.000 нови случаи на колера. Повеќе од 1.300 луѓе починаа, од кои 1/4 се деца. Се очекува да расте бројот на смртни случаи, наведуваат Леј и Чајн. Обединети нации предупредуваат дека поради разурнатиот здравствен систем, како и системот за водоснабдување и санитетско-здравствените мерки, повеќе од 14 милиони луѓе немаат пристап до чиста вода, со што се зголемува опасноста од ширење болести. Исто така се истакнува дека 30.000 локални здравствени работници не добиле плата речиси 10 месеци. Шпанската крајбрежна стража денеска соопшти дека спасила над 200 мигранти кои се обиделе да пристигнат од Северна Африка во Европа. Портпаролот на крајбрежната стража наведе дека се спасени вкупно 224 луѓе кои се наоѓале во 5 пловни објекти во Гибралтарскиот залив и Алборанското море, што ја дели Шпанија од Мароко. Шпанската крајбрежна стража наведува дека само неделава спасени се повеќе од 400 мигранти. Според податоците на меѓународната организација за миграција, од почетокот на годината до крајот на април 3314 лица се обиделе да го поминат делот од морето меѓу Мароко и Шпанија, кој е релативно краток и затоа е популарна маршрута кај мигрантите. Хакери се обиделе да продрат во електронската пошта на пратениците и нивните соработници во британскиот парламент. Поради кибернападот, британските министри пратеници вчера немаа пристап до електронската пошта, но властите не наведуваат дали и какви информации се украдени. Националниот центар за кибербезбедност и Националната агенција за борба со криминал го истражуваат инцидентот. Почитувани, тоа беше и последната информација во ова издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте, а на сите наши гледачи кои го слават Рамазан Бајрам да имаат честит празник и да имаат семејна хармонија и љубов. Пријатно!